Следите вести на Слободна ТВ. Добар ден. Министрите за надворешни работи на групата 20 денеска доаѓаат на Бали, Индонезија, на разговори во кои ќе доминира конфликтот во Украина. Официјалната агенда е фокусирана на глобалната соработка и безбедноста на храната и енергијата, пренесува Associated Press. Состанокот на министрите на 19 најразвиени земји во светот заедно со Европската унија ќе се одржи утре, а шефот на кинеската дипломатија Ванг Ји и првиот човек на руската дипломатија Сергеј Лавров застанаа во неколку азиски престолнини пред да пристигнат во Индонезија, собирајќи поддршка и зајакнување на нивните врски во регионот пред преговорите. Соединетите Американски држави и нивните сојузници се обидуваат да го казнат рускиот претседател Владимир Путин, на што е можно повеќе начини за нападот врз Украина, вклучително и заканите дека ќе го бойкотираат самитот на Г20 на Бали, планиран за ноември, доколку Путин присуствува на истиот. Британскиот премиер Борис Џонсон го преживеа можеби најтешкиот ден во својата политичка кариера, откако вчера оставки поднесоа над 40 министри и негови блиски соработници. Иако и други го повикаа да се повлече, меѓу кои и министерката за внатрешни работи Прити Пател, Џонсон изјави дека е решен да продолжи со мандатот. Џонсон дури го смени министерот за домување и локални заедници и еден од своите најблиски соработници, Мартин Гоув, откако тој го повика да поднесе оставка. Откако доцна синоќа оставка даде министерот за Велс Сајмон Харт, серијата продолжи утрово со повлекување на министрите за Северна Ирска, безбедност и наука. И покрај тоа, Џонсон вчера инсистираше дека има огромен мандат од изборите во 2019 и дека во конзервативната партија има доволно талентиран кадар за да се заменат министрите кои дадоа оставка. Пратениците во Европскиот парламент со мнозинство гласови одлучиле нуклеарната енергија и природниот газ да се означат како зелена енергија, што, како што известува Вашингтон Пост, е бутно следена одлука која би можела да ја обликува климатската политика во годините кои доаѓаат. Станува збор за климатската рамка позната како EU таксономија, која има за цел да ги насочи инвестициите кон проекти кои се во склад со целта на 27 члениот блок да биде климатски неутрален до 2050 година. Во февруари, пред почетокот на рускиот напад на Украина, Европската комисија представила план природниот газ и нуклеарната енергија да се класифицираат како преодни зелени инвестиции во одредени околности, што пак предизвикало жестока полемика. Француската премиерка Елизабет Борн во своето прво обраќање пред пратениците во францускиот парламент вчера изјави дека земјата мора да се подготви за недостиг од руски газ. Таа посочи дека француските политичари ја заборавиле доблеста и компромисот и рече дека значењето мора да се врати на зборовите. Соочена со гласни протести на пратениците лево и десно, таа ги предупреди опозицијските партии дека нередот и нестабилноста не се опција, јави Франс 24. Откако политичката опција на Макрон го загуби апсолутното парламентарно мнозинство по изборите во јуни, Борн, како председателка на малцинската влада, рече дека народот на Франција бара од своите политичари да ги прават работите поинаку и нагласи дека владата предводена од неа и Макрон одговара на тие барања на французите. Холандските земјоделци изнесоа тенк на протестот против воведувањето построги мерки за ограничувањето на емисиите на азот во животната средина. Снимката со пристигнувањето на борбеното возило на протестот на Твитер ја објави холандскиот новинар Кин Бексте. Ваквата реакција на земјоделците беше предизвикана од строгите еколошки политики на Холандија, насочени кон намалување на емисиите на загадувачки супстанци во атмосферата. Според фармерите, таквите политики и прописи може да доведат до банкрот на голем број земјоделски стопанства и фирми во земјата и значително намалување на бројот на говедата, според кој земјата е една од водечките во Европа. Предходно медиумите објавија дека земјоделците ги блокирале пристапите до десетици дистрибутивни центри и големи синџири супермаркети, а исто така со трактори блокирали неколку автопати. Продолжуваме со вестите, како што Македонија ќе продолжи да се искачува по ридот кон посигурна евроинтегрирана иднина,
ќе мора да се соочи со тешки предизвици, но во соочувањето со нив не сте сами. Соединетите Американски држави се на тој пат со вас, порача синоќа американската амбасадорка во земјава Кейт Мари Брнс на свеченоста во Американската амбасада по повод 246 годишнината од независноста на Соединетите Американски држави. Таа напомена дека Македонија постојано ја покажува својата посветеност на стратешкото партнерство и поддржувањето на демократските принципи, истите идеали што, како што рече амбасадорката, Русија се обидува да им ги негира на граѓаните на Украина. Македонија е сигурен пријател на кого му веруваме и витален дел од регионот, истакна Брнс. Министерството за надворешни работи соопшти дека најостро ги демантира наводите кои се споменуваат во јавноста дека македонскиот јазик не е чист во француската преговарачка рамка за отпочнување на преговори на Северна Македонија со Европската унија. Ваквите наводи се неточни, опасни и ја доведуваат во заблуда јавноста и штетат на интересите на државата. Ја информираме јавноста дека македонскиот јазик е неспорен и не е условен во предлог преговарачката рамка, кој меѓу другото е и преведена и објавена на македонски јазик од страна на преведувачките служби на Советот на Европската унија. Од Министерството за надворешни работи посочуваат дека согласно принципите консенсуално утврдени од страна на нашето собрание во декларацијата за спорот со Република Бугарија, наша цел беше позицијата на Република Бугарија во однос на македонскиот јазик да не стане и позиција на Европската унија, а во оваа предлог рамка тоа е целосно исполнето. Целта на нашата земја е да се осигуриме дека со европскиот предлог нема да имаме натамошни бескрајни блокади. Ако добро ги водиме преговорите, можеме во наредните неколку години до крајот на оваа декада да завршиме како членка на Европската унија, вели вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ. Тој додава дека досега апсолутно ништо не било скриено од јавноста и дека сите документи се објавуваат кога се во некаква фаза за да може да се дискутираат. Маричиќ посочи и дека вчерашната средба на партиските работни групи што се одржа во клубот на пратениците била во духот на конструктивноста, при што биле разменети идеи за тоа како може во наредна фаза и собранието и владата да се постават за европскиот предлог. Посочи дека ВМРО ДПМН излегле со некакви идеи поврзани за промена на преговарачката рамка. Протестите што се одржуваат веќе неколку дена поред под мотото «Ултиматум, не благодарам», синоќа завршија мирно без посериозни инциденти. Протестот кој почна пред владината зграда продолжи со марш кон Министерството за надворешни работи, каде што демонстрантите овој пат положија цвеќе пред полицијата која ги чуваше и се грижеше за безбедноста и за зградата на Министерството за надворешни работи. Цвеќиња беа положени исто така и пред полициските службеници кои стоеа пред законодавниот дом, каде што немаше посериозни инциденти, освен неколку петарди и димни бомби, со кои МВР соопшти дека се повредени двајца полициски службеници. Сепак, за време на маршот од владата кон собранието се случи еден инцидент пред плоштадот Скендербек на влезот на Старата Скопска чаршија. Конфликтот настана откако група луѓе со тврди предмети почнаа да фрлаат кон толпата, а беше извадено и огнено оружје, зашто подоцна председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски обвини дека било обид за негово убиство. Министерството за внатрешни работи синоќа преку соопштение ги демантираше тврдењата на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски дека полицијата не била присутна и не реагирала при инцидентот кај споменикот Скендербек. Оттаму вела дека припадниците на Министерството за внатрешни работи веднаш реагирале и спречиле понатамошно насилство. Припадниците на ЕИП веднаш го уапсиле лицето кое е осомничено за пукање од огнено оружје. За време на протестите полицијата е целосно на ниво на задачата и апелираме партиите да престанат со дезинформации, наведуваат од МВР. Директорот на комунална хигиена Зуди Енузи со одлука на град Скопје е разрешен од позицијата вршител на должност на ова јавно претпријатие. Причината е тоа што токму братот на Енузи е лицето кое што извади пиштол и се закануваше кон толпата која вчера протестираше против францускиот предлог. Градот Скопје како град на соживот и солидарност не смее да биде центар на насилство и пресметки со огнено оружје и креирање меѓуетнички тензии меѓу нашите сограѓани.
Политиката зема замав и во ниту еден случај не смее да влијае на професионалноста на водењето на институциите. И покрај одличното и професионално менаџирање со јавното предпријатие комунална хигиена од страна на Зуди Енузи, од етички причини тој е разрешен од позицијата вршител на должност, да се вели во соопштението на град Скопје. Тоа беше и последната информација во овој преглед на вестите.